некои предавачи, моје голямо задоволство. Сега веќе како учесник на школата пред 1-2 години беше како гостин и како поддржуваш на нашата школа, но сега и како активен учесник, митрополитот Јован, кој ќе ни говори на една многу интересна тема, а тоа е литургискиот простор и време. Една интересна тема за богословите, една интересна тема за историчарите на уметноста и суштина на сите нас. Така високо просвещени ве поканувам да ми се придружите на нас. Почитуван професоре Цветковски, пред кого ја поздравувам и сите соорганизатори во оваа летна демирхистарска школа. Почитувани господа учесници во оваа летна демирхистарска школа и студенти од овие области кои веќе ги спомена професорот Цветковски. И јас имам една тема која се трудев да ја направам интересна, барем за сите вас во кои ве спомнав, а тоа е затоа што директно или индиректно сите се занимавате со литургискиот простор и време, проучувајќи ги на било каков начин црквите или манастирите, не само градени во ова наше време, туку и претходно, и историски гледано, што значи просторот и времето во литургијата, но истовремено и зошто е потребно, да кажеме, на историчарот на уметност или на архитектот, или да ги познава тие детали на просторот и времето од литургиски аспект во црквата. Значи, предложената тема би требало да ги заинтригира сите кои се занимаваат на било каков начин во црквата. Теолозите на свој начин, историчарите на уметност на свој начин, архитектите на свој начин, не знам, другите области кои се занимаваат со некој пристап кон црквеното градителство исто така. Зошто ќе речите? Зашто ни се случува ако се промачи литургискиот простор, а да ќе кажем и за времето, да добиеме нескладни или несоодветни, подобар израз е, црквени објекти кои не можат да послужат за црковната намена. Да речеме, од естетски аспект на многувина може да им се допаѓа операта во Сиднеј. Ама може да црква да биде. Или зошто таја да не биде црква? Зошто тој простор кој таквата естетска градба, која ретко кој може да најде недостатоци од естетски аспект, не може да биде црква. Затоа мислам дека е важно да се нагласи и да се познае прво од секој што се занимава со црквеното градителство или уметност или оној кој богослужи натре или намерава да биде свештенослужител. Зошто е потребно да имаме таков литургиски пристап на просторот кој го нарекуваме црква? Она што евидентно и верувам повеќето од вас сте запознати е тоа дека првите
цркви во рано христијанско време зборувам, значи првиот век или времето одма после Христа, се најобични соби. Оваа сала е многу голема дури да биде црква. Значи најмала некоја 2 на 2 метри или 3 на 3 или не знам колку што може да биде распонот на една соба од тоа време станува црква. И затоа во Евангелието што ги читаме тие домашни цркви. Значи првите цркви се домашни цркви. Тоа значи дека се собирани по домовите на некои од христијаните. Дали побогати или средни или кои можеле да удоволат на таа потреба на другите христијани, ама се собирале на тоа место и се градила домашната црква на еди кој си, по името на еди кој си. Дури не се нарекувале како се Свети Димитри, Свети Ѓорги, Свети не знам. Домашната црква на по името на тој каде се служела литургијата. Како напредувало христијанството, кога велам напредувало, тоа не било назадно ниту во на време од почетокот него, меѓутоа напредувало во смисла на слободата на изразот христијански. Почнале да се градат поголеми објекти и сите со намена да соберат што поголем број на луѓе. Значи, затоа најприкладна била базиликалната, која денес не е позната, форма на црква. Затоа што најмногу собира. Тоа е еден во основа правоаголник со двоводен кров, а може да биде 3-броден, 4-бродна, ама секојаш кровот е двоводен. Тоа значи нема конхи, како ги викаме, како што има денешните цркви. А тоа се во главном наменети со посебна намена се и тие конхи, тие не се, значи, некој, како да кажем, му текнало на некој или му се сонило на сод, ај сега вака ќе направим. Се е од потребата на црквата. Што имала црквата потреба по одредено време, со многу размислување, со многу дискусија, затоа што црквата е собор и заедница. Не му текнала на епископ, ај сега ќе направам вака. И тој како диктатор ќе направи што сака. Вела дури една смешна работа тоа што може да изградат 100 свештеници, еден владика може да сруши. А тоа може би е вистина. Сега треба да се проба, може би и тоа. Како да е, значи, да ваквата форма на црквата, и ако уште денеска имаме ние базиликални цркви, меѓутоа се напредувало некаде од 5 век особено во 3 конхални. Првиот конхос, може би базиликалната црква е познат, а тоа е олтарниот простор. Значи, заоблениот дел или облик некако ни дава форма на вечност, ајде така да речем. И затоа што уште од античко време, тоа уште античките философи го имале кругот како најсовршена геометриска форма. Тие немале правоаголник или квадрат како најсовршена форма. А базиликалната црква е правоаголник. Ама во олтарот има конха или заоблен дел кој сепак некако не отвора кон вечноста. Дека не е тоа завршена форма, само 4 ќоша има и готово и се е завршено. Туку ни дава една форма.
ама уште подлабока архитектонски зборувам форма се добива некаде после 5. век, особено од кога е изградена и црквата Света Софија во Константинопол, како најеклатантен пример понатаму за целото црквено градителство. Дека е потребно така, сега и мали и големи цркви се градат по тој облик и по таа схема. Се употребувало се повеќе заоблени форми. Уште и базиликалните цркви имаат лаци, ако приметувате, од еден стол до друг стол се премостува со лаци, ќе рече некој полакот повеќе носи отколку права греда. И тоа било сигурно значено, меѓутоа значено е што лакот има возвишено цена, особено сводестата форма, прво сводестата форма, а после тоа и куполната форма, која се појавува во црквеното градителство, има свое значење. И затоа во тие први, несени први, можеби 5. век, се јавуваат триконхалните цркви, понатаму и до ден денес тоа останува формата, затоа што се потребни и неопходни за да се распореди службата во црквата. Внатре во олтарот, уште денес ми се случува, јас 2 цркви, ако имам осветена, можеби, во кои архитектот не предвидел дека треба проскомидија да се прави внатре во олтарот. Проскомидија се вика, значи, лебот и виното кој го принесува народот, тука да се спомнат верните, кои треба да се извади честита за нив, и тие дарови да се принесе после во голем вход, и со тие дарови да бидат осветени после. Ама ако вие немате простор наменет за тоа, не може тоа никако се направи. А за жал, се случува до таму да нема никаков простор. Од после рушале некој зид, па правеле некаква ублажена сводесна форма, за да се добие тоа. Меѓутоа, тоа е доградено и не може да биде така успешно како кога било проектантски осмислено тоа. Ете, затоа е потребно да се познава литургискиот простор на црквата, што се прави во секое време и на секое место. Така добиваме денеска, тоа добивено е уште во среден век некаде, ама после се повторува, и гледате, вие ги посетувате црквите во Демирхиса, чудно, ама скоро сите архитектонски се совршени. Фреско живописно повторно се совршени, затоа што и ако може животописците не биле на ниво, не знам, на Михаил Астрапа или на, меѓутоа литургиското знаење за тоа каков треба да биде фрескописот во црквата, на кое место која композиција, на кое место кој светител, им било познато. Без тоа не можеш да тргнеш понатаму во оформувањето на просторот, едноставно. Значи, прво значајно е архитектонски да бидат погодни елементите за да може во таа црква да се служи. А второ, живописно исто така е многу важно да бидат
погодени композициите, која каде треба да биде сместена, за да може да имаат влијание на неписмените. Ај така да кажем. Зашто живописот во црквата е правен и за неписмените, тој останува понатаму и за писмените. И за сите можеме, и за сите не е важен живописот. Ама прво се прави да им биде композиција, или денес модерно да се каже наратив, на неписмените. Тие да имаат некаква приказна за тоа. И затоа се прави обично секогаш композиција на кому е посветена црквата со дел од неговиот живот. Баш кај што се прави најважното, секако тоа е композиција на воскресението, композиција на раѓањето Христово, композиции на богојавление или не знам, различни композиции. И сите се важни. И по тоа гледаме колку бил надарен и самиот животописец, зашто не да земиш како денес се прави и денес, за жал, така некој знае да нацрта некој лик и ајде дојди и црквата ќе сликаш. Не, затоа е потребна сериозна контрола на тој што е животописец, затоа и го нарекуваме животописец, пишува животни патеки. Значи, како што некој пишува роман и пишува животни патеки во роман, пишува овај со боја само. Исто потполно. Затоа е потребно да биде близок до црквениот етос, тој што го живописа црквата или манастирот. Значи, без неговиот животен пат, затоа треба, како правило го нарекуваат тоа, како треба да поси тој што ја живописа црквата, не знам какво друго правило треба да прави, колку пати треба да се среќава со жената или такви работи. Меѓутоа, сето тоа е второстепено и третостепено. Може најважно е човекот да има заедница со Бога, зашто раката на животописецот треба да ја води самиот Господ. Тој да го отслика тоа што сака да го отслика Господ, ама за да биде тоа човек до тој степен посветен на Бога, треба да сака. Треба да има волја за тоа, дека треба, Господ, ти води ми ја раката, јас ќе држам четката и материјално ќе ти помогнам, ама ти води ме во ова суптилна работа која не е само за мене, туку останува. Еве, имате цркви и манастири во 6, 7, 8 века, Света Софија во Охрид, од кога е, од 11 век. Тие се важни работи. Работи кои секако треба да ги има предвид животописецот. Ама се тоа во контекст на литургискиот простор го зборуваме, значи важно е да се има представа, затоа учат и на теолошки факултет, јас не знам колку учат на, ево да речеме, на архитектура или на археологија или историја, ама во секој случај треба да имам барем минимално знаење за литургискиот простор, тоа што служи, каква му е намената и што треба да се добие од тој простор. Исто уште по однос на просторот, на повеќето можеби е познато,
и нема се да држувам многу, ќе кажам уште два збора за ктиторскиот портрет. Денес гледате колку противречност има во тоа. Некој богат човек, не без да му го спомнувам името, си ставил цела фамилија таму и ги направил дури како светители тие луѓе. Ктиторството е суштина понизност. Понизниот човек ја сваќа смислата своја дека е многу низок спрема Бога и тоа што го принесува од својот залак или од своето богатство. Сеедно, различно имаме ктитори. Тоа знае дека го прави за Господа. Не го прави за да се прослави или за да му остане името негово, не знам. Еве, скоро го спомнував крале Марко или брат му негов, и тоа дека ние немаше да ги имаме денеска многу значајните манастири, како Марков манастир во Скопје или Свети Рахангели во Прилеп, или ако Марко крале загинеше како што загина Лазар Хребелјановиќ 18 години после Марко крале. Значи, од една страна, вазалството на Марко крале се платеше како плодотворно, затоа што ни остана од тоа време, гледате, од 1300 и која година, ни остана, ние можеме да ги наречеме споменици на историјата, ма тоа е многу малку да ги кажеме, тие се литургиски форми кои прво се школа денес за нас, а второ се богослужбени места. А тие работи се многу важни. Да не должам многу за просторот, тоа ќе го најдете на повеќе места како литература. Уште малку сакам да ве задржам за литургиското време. Што е литургиско време? Зошто е потребно? Зошто е времето, еве го спомнавме Марко крале, зошто тоа време е такво време, зошто времето е во 19 век е друго, зошто времето сега е трето, или воопшто прашањето е дали постои времето. Не може човек да го фати времето како другата материја, како каменот на црквата или просторот го става каменот и го обележува простор. А со време што се случува? Не какво е времето. Ајде, релативно ќе се договориме, во 8 сатот ќе почне литургија. Ама тоа е релативно. И тоа ни го покажува, требаше да го чекаме, Анштајн во почетокот на 20 век да ни покаже дека времето било релативно. Ќе стигнам до таму како црквата го третирала времето уште илјадници години пред тоа. Но факт е дека денеска, особено со развојот на квантната физика, сваќаме и многу лесно докажуваме дека времето е релативно, да не одам до таму дека не постои. Дека е релативно, дека зависи од брзината, зависи од гравитацијата. Ама време кое ние си го предуваме на сатот, или не знам кварцен некој како го пресметува точно да биде по некое кварцно отчукување, или не знам дали правилно го велам ова, на времето постои тоа, може ли да постои? Тоа прашање ќе го одговориме, може би на крајов, зашто
литургиски се одговара. Литургиски. Ама, за да ве воведам во тоа, ќе ви кажам дека денес повторно квантната физика, ќе ја споменам, открива дека една честичка, ако е овде, во овај свет, овде, меѓу нас, и нејзината противчестичка, со противен спин, која е илјадници светлосни години далеко од овде, ако го знаеме спинот на овдешната честица, одма ќе го знаеме спинот на другата. Тоа не се согласува Анштајн, во суштина без одговор не се согласува. Ако му кажете зошто не се согласуваш, и тој ќе крени рамени. Една работа што Анштајн ја открива, што е многу важна и ненадминлива во овој свет, е тоа дека нема брзина поголема од брзината на светлината. Ама, јас ви зборувам за една честица која е овде илјадници светлосни години далеку од нејзината противчестица, и таа во исто време знае дека ова се врти нагоре, таа да се врти надолу. Тоа е по однос на времето, дека време не постои, за тоа би го кажувам јас. И за тоа и ова што навлегувам, нема време. Како ако нема време, тогаш што правиме ние? Рековме со професор Шесипол, ќе дојдем јас, доаѓам во Шесипол, или вие се собирате да направите предавање во Шесипол. Иначе како ќе функционираме? Одговор ќе ви дадам што вели литургијата. Пред да почнеме литургијата, значи пред почетокот, ако сте приметиле, во еден сегмент ние свештенослужителите велиме да земеме време. Кај знаеле сега оние во први, ајде нека не е оваа форма од први век, нека е од 4 век, од кај знаеле дека времето не постои, дека треба да го земиш од некаде. Значи и пред Анштајн знаеле луѓето дека нема време. Туку велеле да земам време. А што да земиш од кого? Од Господа. Господ е господар на вечноста. Од него дај ми малку време, бе Господи. Овој другиот, зошто да служиме литургија? Зато ми треба малку сат и пол, ми треба, дај ми малку време ако сакаш. Тоа е суштинското значење на времето. Времето има, зато и темата ја отвори како литургиски простор и време, за да покажеме дека времето во суштина е релативно, како што вели Анштајн. Ама не е наше, нека е релативно. Ако е материјално, нека е релативно. Ама не е ни материјално, не можем да го господарам времето. Во времето не можам, да сакам да се вратам 5 чекори назад, но со 5 минути назад. Пред да дојдам овде да се вратам. Можам? Не можам. Само тоа не можам. Не можам да се вратам во историјата. Со мислата можам да си реконструирам, поминав патот од Битола до Демир Хизер. Ама ќе ги сретнам истите возила што ги сретнав додека патував. Ќе ги сретнам истите луѓе. Тогаш не е реконструкција на историјата ако не ги сретнам. Значи, моје сеќавање е само на почетокот и на крајот. Јас се сеќам дека тргнав од Битола и до Демир Хизер. Ама тоа не е доволно да реконструирам историјата. Еве сега имавте прилика да слушате историјата, вели што повеќе сегменти
ги споиме, то пој ќе знаеме за историјата. Друго е прашањето, сега не сакам ни да го отворам тоа и шо дека ќе ги знаеме тие. Можеме да влезиме во иднината, може да се влези. Некои луѓе отишле, прошетале до трето небо, вели Свети Јован Богослов отишол и се вратил. Ама во историјата нема податок дека некој отишол во историјата. Може да има, ние имавме многу добар професор по патрологија, ние го викаме, тоа е скоро историја, ама историја со личност. Не е историја само не знам од документи, него и тој толку живо го опишуваше тоа, како да се случува пред тебе. Како да оди сега во Константинопол низ улиците или во Ефес или во Смирна и оди и се може, ама тие луѓе што тога живееле не може да ги рати. Ете, тоа е зошто не можеме во минатото. И затоа, и кога земаме време од Господа, земаме време за иднината. Или подобро, времето од иднината го правиме сегашност. И ние разпознаваме само сегашноста. Историјата можеме фрагментарно да ја познаеме во одредени сегменти. Иднината може би, ако појде некој на третото небо да не открие што се случува таму, ама нашиот живот е сегашност. И сега е сегашност, и по 5 минути ќе биде сегашност. А ова што било во историја, и било историја, не брати се, ајде. Може би оде додека сме собрани, некој може да се врати, да оди од едно седиште на друго, ама како ќе може ако тоа е утре или задутре? Тие се длабоките работи и тие сакам да ги проговорам за литургискиот простор и време кои се многу важни и да не се сваќаат, како да кажам, површно. Оти ако ги свати човек површно, тогаш ќе си живее и цел живот површно. Ама суштината на црквата и на теологијата не е да живееме површно, туку да живееме длабоко. А сакаме длабоко, тогаш мораме да имаме познавања, особено на овие суштински работи. И јас не се правам паметен дека може би пред Анштајн нешто ќе откриевме по однос на брзината или по однос на времето. Потребно е да се стигне до Анштајн и е ненадминлив по однос на физиката на оваа земја, на овој парче, на овој простор што живееме. Исто како Њутоновата физика што е ненадминлива за брзини помали од брзина на светлината. Ни уште важи тоа, не знам, сите работи што се откриени уште од Њутон важат и сега. И по однос на времето, и по однос на просторот, ама важат само на ова парче земја, каде што сме сега. И то делимично важат за нас, големите битија, а за малите, за частиците, не важат. Частицата може да, ми текнува и тоа, дека може да ви се движи и во праволиниска насока, и во бранова насока. И сега, ако имате процеп на една мембрана довоен, низ двете дупки ќе помени една иста частица. Тоа е квантната физика. А така постои се, зашто така постојат малите частици. Ние големите, уште не е таа врска, може би, оформена како големите може да се спојат со малите. Значи, малата частица може да се телепортира.
И тоа е докажано. Ама ние, кои сме збир на милиарди честици, не можеме да се телепортираме уште. Како да не е тоа смислата на предавањето, предавањето беше литургиски простор и време, и тоа мислам дека е важно, колку е можно да го откриваме, затоа што ни е многу полезно да го познаваме Исусот. Значи, не е теологијата само приказни, вака живеел Свети Ѓорги, вака живеел Свети Димитри или не знам што, и да бидеме морални. И тоа не е најважно од теологијата да бидеш морален. Најважно е да бидеш теолог, а тоа значи длабок. Длабок да бидеш, да ги откриваш тајните на постоењето. Тоа е нешто што е од суштинска важност. Иначе се друго е лук и вода, што вели народ. Јас не сакам повеќе да должам, би сакал, ако има некое прашање директно, да можеме да одговориме на тоа. И уште еднаш да благодарам на организаторите, да сте здрави и живи. А колку успеав да ви ја доближам темата, тоа зависи од предавачот колку ја доживеал, колку добро ја проучил. Да сте здрави и живи уште еднаш и повелете ако има нешто. Ми дозволите јас една благодарност до великата Јован. Тој наистина вака наедноставен, но верувам, сам јас така да доживеам многу суштински начин, ја презентираше ова тема, литургискиот простор и времето. Говорам јас лично за себе, бидејќи имав такви јас професори и учители кои многу полагаа на литургијата, ние да навлеземе во литургијата, да ја осознаеме литургијата, бидејќи тоа беше поврзано со суштината на нашите истражувања. Тоа беше иконографија. Просторот врзан со иконографијата, но условен од литургијата. Тоа говорам само. И тука навистина ова, иако за нас беше можеби малку едно оптеретување во време на студиите, кога требаше да исчитуваме литургијата, која за нас беше задолжителна, нели, но после свативме кои простори и можности утолкувањата на иконографијата византиска тоа ни даде. Ова говорам како историчар на уметност. А верувам дека и професор Касапова, која е архитекта, односно не само архитекта, таа е историчар на архитектурата, тоа ја работи суштината на просторот, литургијата и она што Дедо Владика го рече литургискиот простор. Ова е една историска тема, да кажеме, историографијата се навистина и претходно се занимавала со овие работи, имаме доста прилози на оваа тема, но она што е суштественото сега, тоа е нашето современие и нашето познавање на овие работи, у смисла тоа конкретно треба да пристапиме во обликување на една нова црковна градба. Верувајте дека 80% од новоизградените објекти у последните 30 години не ги исполнуваат условите на едно нормално богослужение, кое во врска со најсуштественото со литургијата, а да не говорам со традицијата, бидејќи традицијата на еден простор, на една културна средина, на една црковна средина, исто така многу влијае во иконографијата, односно осликување на она се што со збор во литургијата го следиме, но со слика у црквата ние го интерпретираме. Така да, мислам и професорката ќе се сложи со тоа, бидејќи таа беше активен учесник у неколку процеси за конкурсни процеси, говорам за многу важни објекти, но и самата беше во неколку жирија и е многу критички настоена кон тоа.
се разбира, решението е дека црквата мора да оформи свое тело црковно од професионалци луѓе, оние кои се блиски на црквата и оние кои се оцрковени веќе, за да се пристапува кон правилно поставување на една црковна градба. За ктиторството сега тоа е посебна една тема, таа заслужува многу повеќе од едно предавање, бидејќи тоа се некои суштествени односи, знаете, тоа и веќе навлегува во сферата на таа приватна побожност и како тоа низ вековите тоа еволуирало, но тоа сега како тема јас нема да го отворам. Ова што го рече до владика ми текна на иконата од Струве од 1267 година, каде што референдар Јован, кој бил задолжен од синодот на Охридската архиепископија да ги следи сите ктиторски потфати кои се случувале во втората половина на 13-тиот век. Од манастир Мариово, од Архангели Прилеп, од Свети Јован Богослов Канео и иконата од Струва. И тој вели вика, јас вика со зборови и со духот ја осмислив иконата, али овој другиот зограф со четкица го направи ликот. Тоа бил Јован референдар од 13-тиот век, а да не ви говорам у 19-тиот век како една линија традиција овде кај што имаме како Дичо Зограф во својата Ерминија каков однос гради спрема нешто што е црковно, спрема нешто што е проникнато со таа една силна духовност и он како Зограф каков однос има према тоа што го работи. Не е тоа за него само уметност, уметничко дело, него една длабока посветеност и предаденост кон тоа што го прави. Сакам да сордата нешто на ова тема да... Не? Не, така шло. Извини. Владика, благодарам за прекрасното. Ова не беше предавање, него нешто што не натера да се замислим, нели? Затоа јас сум во мисла. Ќе се занимаваме со просторот и тоа е опитливото нешто и ќе го анализираме и го правиме тоа. Тоа со времето не можеме да многу да поправиме или како да се снајдеме во времето, како да крадеме нели од времето. Затоа немам тука прашање, тука не знам што да прашам, се што кажавте че многу умно. А како еден придонес еве кон сето ова, да споменам дека се трудиме ние на архитектонски факултет, еве моите студенти знаат дека ги учиме да го знаат црковниот простор и да го поврзат нели сета литургија, да ја знаат минимално, колку да имаат представа зошто и секој најмало делче во тој простор е потребен за верно одржување на литургијата. Го потврдат тоа и студентите. Од друга страна, што ме натера да размислуваме и она што рековте представувањето ктиторство. Киторот, нели, точно знам на кога алудирате со представите на целото семејство како светци. Меѓутоа, токму тоа го коментиравме во оваа наша школа сега, кога посетивме Топличкиот манастир, како е таму Димитар Кратовски представен со својата маленкост, скромност, дури во физичка смисла, како многу помал од свештеникот кој го принесува кон Исус. Потоа сакам да се представи дури таа негова одежда е скромна, тој како и схимник, монах е облечен. Значи него му кажа се да бил богат, имал пари од еден кнез, закупец на родниците, тоа не била целта тој да остави белек за себе, нели за своето богатство, туку да даде придонес скромен кон Бога, а преку ова е свештенството, тоа ви го даде. И се што говоревте, нели, во таа смисла, имам представа, меѓутоа со времето малку се замислив. Треба да краде во времето. Она како рекате, литургијата почнува се тоа да зема од времето. Да. Сите ние, веројатно, сето одно што го правиме, треба да почнеме да речеме да земаме од време. А тоа што треба да го направиме. Односно сегашноста. Да земеме Така е, сегашноста да земеме од времето. Јас исто,
кога се подготвував, ми дојде тоа да го кажам, како да го крадеме времето. Условно речено, не го крадеме ако го бараме од Бога. Ако не го бараме, тоа се ни е украдено. Ке отпоминат 100 години, ако живееш, ќе шо после. Ама, ако го побараме умесно и правилно, тие 100 години ќе ни станат залог за вечноста. Тоа е исто како да земеме кредит, а залудно да ги потрошиме парите и тоа кредитот Така. сме зијан, не сме добили Баш ништо така. за тоа. Јас наистина со интерес ги следам и пака делува живо предавањата, а често пати на YouTube. Наистина еден мощен сликовит едноставен начин за нас, лаиците да кажам, пренесувате темите. Посебно ми се интересни ваков тип на теми. Оно што го спомнавте, посебно го стручнава Фела, што ќе бидат идни архитекти и историчари на уметност, може би дел од нив писци ќе станат и така натаму. Колку е важно да се познаваат и литургиските правила, да создадат еден функционален литургиски простор и по каноните, но и да го сликаат Библијата на начин кој што е соодветен. Јас како лаик, сосем од различна Фела, можам да кажам колку за мене било важно, знаејќи не цела Библија, секако знаејќи делови од Светото писмо, колку им помогнале во разбирање на некои дела, шетајќи по светските музеи. Не знам, во Ермитаж, во Лувр и така натаму, колку полесно се разбираат некои приказни представени таму, на скулптура, на платно, кога ќе знаеш што значи библиската приказна, вистинска, толку кога нема да знаеш, ќе гледаш само во ликови и не надоловуваш вистинската суштина на тоа. Она што сакав да прашам, сум го слушнал терминот пред литургијата, што споменавте вие, земање на време. Дали во тоа земање време се случуваат одредени работи? Јас сум предпоставувал обликувањето на епископот на дреждите или земањето на благослов на свештенослужителите од вас, или мењето на рацете. Или ништо не се случува, туку само е символично се нарекува тој дел пред литургијата земање време. Значи, тек после облекувањето, после мијењето на раце, тоа е неколку секунди, да речем минута, пред да почне литургијата, тој дел се вика земање на време, каде свештенослужителите може да ги дигнат рацете, за да бидат победливи и да го видат тоа и тие што не го гледаат и од страна или од позади. И тука свештенослужител или владиката кој е присутен, односно ако учествува во литургијата, кој кажува Царе небески, односно молитвата дека го повикува Духот Свети. Тој да служи литургија. Значи, свештенослужителот не може сам да служи литургија. И тоа се лажи секој што ќе мисли, ако има теолози, и тоа нека го видат, дека може сам да служи литургија. Претворањето на лебот и виното во тело и крв Христови ги прави Духот Свети. Односно, го повикуваме Духот Свети да го направи тоа. Тоа го повикуваме на одредено место на литургијата, кога ја викаме анафора или кога се осветуваат даровите. Ама на почетокот, како да му велиме тука сум, ајде дојди со мене. И тој никогаш да не излезе, додека не ги претвориме даровите. И после тоа до отпустот нема да не напушти Духот Свети. Ама него го повикуваме и тоа е земањето на време. И за мене беше откровението. Немојте да мислите дека јас сум го учел некојаш со моето истражување во последно време на квантата, види дека ми дојде тоа дека што значи земањето на време. Ама некои предходници пред мене како да го познавале ова што ќе не се случува во 21 век.
толку биле надарени, толку може, а тоа немојте да мислите дека пак тие биле толку надарени. Тие секако биле надарени, ама Господ им ги отворил сите тие димензии. Господ може да му отвори на човека димензија за тоа како лебот и виното, обичен леб и обично вино може да познат тело и крв Христови. Иначе, кој човек може тоа да го замисли, вака и ќе биде сега. Тоа може да го замисли само тој што го добива од Духот Свети, зашто нему му е важно сите да бидеме едно. И сите сме едно, кој ќе види човек, сега многу пати може би ја спомнав квантната физика, ма сега ни го покажува квантната физика она што во суштина векови црквата го практикува. Не знаела може би да го објасни така теоретски, ама го практикувала. Кој го открил тоа пред 20 века, да кажеме, Духот Свети ги го открил на црквата. Ти прави го тоа, ако не знаеш. Дојде време да многу работи од тие тајни, затоа ја викаме литургијата света тајна. И денеска не ја исцрпиме со тоа, со квантна физика ќе си исцрпиме таа тајна на литургијата, не, ќе остане таа тајна повторно. Ама дел од таа тајна за нас постанува јавност. Не знам дали бе прецизен. Што ќе кажат, ако има нешто, благословите? Да, повелете. Спекам кратко гласно, објаснување на турците сфери кои што ги содржува една школа, страна на историја, теологија и останали безбед. Јас како иден архитект, имам прашање кој што ми се спомена дека објаснувавте архитектонскиот простор на црквата, архитектонскиот простор, како треба да се соодветуваат тие литургиски архитектонски простори според вековите испребањата кои што биле одредени во времето на напад. Како што споменавте нуди времето е релативно. Според тоа, одреден период нудал одредени барања, кои се гледување да се направат тие црковните литургиски простори соодветни за тој период. Како што споменавте базиликално решение, европейското решение за пишан керамикът, сите различни решения на проекти. Според вас, дали сметате дека новото време, сегашност, како што споменавте дека не ги рисуваме живење, треба да се воспостават, односно кои се тие барања кои што ги бара сегашноста, да се создава литургиски црковски, односно архитектонски простори, кои што звестуваат на ова време, кои што се поврзуваат со вотисувањето на човекот, поврзаноста со Бога и да се создаде простор кој што има да биде само простор за да кажам, да биде простор кој што може да се допре, кој што може да се доживи. Да се создаде на поврзаност со Бога кој што ги бара ова сегашност. Односно, да дам појасно на подобро прашање, конкретно, според вас, кои барања нуди сегашноста за создавање на еден современ литургиски простор, секако наволезан на или повишување на Благодарам на прашањето. Ама јас ќе одговорам на архитектонски начин колку што може. Архитектот секогаш бара се нешто ново да види и тоа го поздравувам. Да не види ништо што било изведено пред
некоја година, камоли пред некој век. Што се случува со развојот? Ние имаме една кулминација и во теологијата, и во архитектурата, и во формувањето на просторот, досега препозната кулминација во средниот век. Односно малку повеќе од средниот век, негде може би 14 век. Максимумот го достигнува црквената архитектура, живописи. И сега тоа го земаме за репер. Ние многу работи изгубивме наназад, вие сте помлади, него паметите времето на безбожството, нема да го наречеме на комунизмот, зашто комунизмот си едно уредување, може би и добро да биде. Работа е што тој период се поврзува со период на безбожството и многу се уназади црквеното учење, односно развојот во тој период. Тој период, го спомнавме сега со господјата историчарка, која беше негде од после Втората светска војна, може би 90-тите години на минатиот век и после тоа. Едно класично безбожство. И тоа го уназади целиот домострој, така да речем, на црквата. Го уназади до таа мера, денес, да си го поставаме тоа прашање, дали е воопшто тој литургиски простор кој сме го наследиле, воопшто соодветен за наше време. Ама ние треба прво да го познаваме литургискиот простор и службата во тој простор, за да можеме или да речеме да или не. Ако не го запознаеме, ако по секоја цена сакаме, што велите, ново нешто да биде, ние можеме, ама ќе го промашиме. Ја се задржав на тоа дека изоставен е тој дел на проскомидија, се вика, или принос. Проскомидија е грчки збор кој значи принос, принесува. Тој дел, значи тој архитектонски дел на во олтарот, каде се врши приносот во многу модерни современи цркви е изоставен. И на тоа место е направен правдит. А таму треба заобиколен простор да биде некој каде што ќе може како на некоја површина да се остави лебот и виното. Ако е правдит, каде ќе оде? Тоа е од незнаење на тој што е, значи, и основно незнаење, не за тоа што е теолошка некоја потреба за проскомидија или не, туку незнаење за практичната назнака на тоа. Сега, не велам јас дека е најсовршена форма таа од 14 век и само таквите да правиме тоа клише да го земеме и сите да бидат такви цркви. Нека има слобода архитектор. Нека направи нешто ново, ама претходно да знае секој елемент, односно секој дел од внатрешноста на црквата зошто му е таков. Тоа не го среќаваме кај многу архитекти. Значи, тие не се упатени во тоа зошто така го прави. Тука најлесно е, да речеме, денеска, римокатолиците може да се гледале и папата како служи, така служили православните. Без олтар. Нема олтар и свртене и папата и свещеникот кон народ. Така било, воопшто. После некое време, не знам кој век точно, не ме фаќа да збор, е внесен олтарот во православните цркви. Значи, немало олтар воопшто. Сега, да направите сега црква без олтар. Да кажеме, дека не, кај римокатолиците нема ни на тој начин проскомидија, тие месат хости, не принесува, значи, сечен леп, туку
како од некоја се лепи легуел тркалца, ако сте виделе. На тој начин нема ни потреба некоја, како да кажем, да има проскомидија или дел за проскомидија. Ти не прават проскомидија, ама за православните е неопходно. И јас скоро на средината на литургијата е тој дел, кој ги мијам рацете надвор, можда некој кој тоа го видел или не, и после барам прошка од народот и одам на тој дел на проскомидијата да изведам честици за верниците, за свештениците, за сите и вадам честици од лебот. И тие после 10 минути, 15, не знам, кога ја читаме молитвата и повикуваме Духот Свети да ги направи тело и крв Христови, тогаш постанува тело и крв Христови. Сето тоа треба да го знае архитект. Мислам дека треба да го знае за да може да направи соодветен простор, литургиски простор. Иначе ќе добиеме сала, како што сме сега овде. Не значи дека ја така и го почнав предавањето, ако се сеќавате, во најобични куќи служеле во првата црква. Ама друго е кога немаш, а друго е кога имаш можност да направиш најдоброто. Не знам дали е соодветно. Шегувам. Тие што завршуваат архитектура на архитектонски факултет при Универзитет Свети Кирил и Методи, и знаат овие работи. Тој архитект што не направил проскомидија на приватен факултет заврши. Можда. На тие гаражните факултети не испраши из него. На ова треба да е вистина и верувана. Јас што те ми ја Ме таму. Само да кажам, да дополнам. Ние би сакале да брзим случајно во методи и ние овој литургиски простор имаме знаење, бидејќи многу обрнувам внимание на предметот. Можам да кажам, јас метеоан веќе ги наблюдувате тие предмети и овака да тоа допрвам или тоа византијски иконографија и семиотика, голем дел од часот со Катарина Серафимова ги посветуваме на самата литургија, на просторот и на времето и како од тие причини тоа е во зависност со самата свој живопис во самата црква. Од кога ќе го научиме сето тоа, од кога ќе го сватиме, тогаш веќе пристапуваме кон тие основни представувања, основни велики празници, христијани цикуси и така натаму, ама без тој контекст на простор време нема одење напред во учување на френскиот живопис, политиците, големи цикуси со Тука мислам дека е клучен збор за оваа традицијата. Знаете, традиција е преживување на вредностите. Значи, вредностите кои преживуваат низ времето, тоа ја чини традицијата. Секој народ има своја традиција. Секоја културна средина има своја традиција. Секоја црковна средина има своја традиција. А да не говориме христијанството кој има милениумска традиција. Проблемот на литургијата и литургиското толкување е клучен за некои работи. Замислете, уште византинците осетиле потреба, уште пред иконоборството, да почнат да се занимаваат со толкување на литургијата, односно коментарите на литургијата. Уште пред иконоборството, говорам 715 година, значи Герман Цариградски, еден од големите патриарси Цариградски, ќе ја напише првата литургија, односно првото толкување на литургијата. 15 години после тоа веќе почнува иконоборството. Тоа е голем проблем у Византија. Тоа е значи еден културен шок, еден црковен прекин со многу црковни традиции кои се од тој рано византијски период. После иконоборството, значи веќе во 9 век, ние имаме многу учени теолози, меѓу кои е Вифотий Цариградскиот, кој почува се враќа на овој Герман Цариградскиот и неговите коментари ги надградува.
10 век го имаме Никола Бантида, го имаме Хонијат Солонскиот епископ 12 век, да не говорам таа солонска традиција литургијска со Симеон Солонски и со Константин, односно не Константин Кавасила, него Никола Кавасила. Значи и самите византинци, самите црковни оци чувствувале потреба да ја коментираат литургијата, а од тие коментари на литургијата се клучните работи овие, да се разбере што е литургијата, односот, просторот, времето. И знаете како, ние имаме прекрасни описи, например, на црквата Свети Апостоли во Цариград од времето на Василий I, а тоа е 867 година. Знаете, тој период, да кажам, тој самиот крај на 9 век, каде што Фоти ја опишува символиката на просторот ја дава. Фоти, пазите, Цариградски. А тоа после Никола Бантида го надградува. И тоа е еден коментар на секој дел од Византиската црква. Па зошто после програмата кога се оформува, односно иконографијата, таа е врзана со просторот. Зошто се слика ова олтар, зошто се слика ова ваму, зошто се слика тоа таму, па после се надградува врската Стариот и Новиот Завет, префигурациите од Стариот кон Новиот Завет, значи се е тоа, значи една традиција која живее 2 милениуми. Ако таа традиција се следи и ако се знае, ова професорката што го рече, ја во тоа верувам сигурно, бидејќи со години, децении се знаеме, а знам и како нашиот професор Грозданов инсистираше на литургијата ние да ја знаеме. Ние не само Мирковиќ што ни беше нам најпристапен, мислам, и ние ги имавме Ураце и Роберт Тафт и Аранц и Матео, значи најголемите толкувачи, да не говориме руската школа преку овој Дмитриевски што ги толкуваше типиците кои се пак во суштина основа за литургиската овој циклус литургискиот годишен да се оформи. Тоа е се до таа една, и тоа е традиција. Значи една школа, дали тоа била иконографска школа, дали била традиција на една високообразовна институција, се е традиција. И ако ние ја следиме таа традиција, ние никогаш нема да бидеме накриво или да ги тие работи пренебрегнеме, заборавиме или не знам како да не ги ставиме у една конфигурација што ние ја викаме црква византиска. Секој простор, секој сантим во византиската црква си има своја символика. Тоа коментарите на овие старите црковни оци, тоа го имаат направено. У наше време има и денеска има многу добри современи толкувачи, овие што ги спомнав, тоа е цела таа една римска школа и на среќа и наши архиереи, владика, ги имаат слушано предавањата на овие врвни да кажем современи литургичари, Матеоси, Аранци, поготово Роберт Тафт, у Рим, говорам, тоа е таа римска школа, така да знаете како, клучниот збор мислам сепак дека е традицијата. А зошто традицијата? Еве се враќам од 19 век, кога веќе се обновува она преродбата што денеска говоревме многу пати, го спомнавме зборот преродба. А што е суштина преродба? Тоа е враќање на традицијата. Знаете, многу големи, да кажеме, современи теолози се занимавале со поимот, например, на византиската естетика. Ама, знаете, толкувањата се различити, а у суштина кога се сведе на она што е важно, а тоа е у суштина ретроспективноста, односно постојано враќање кон изворот, а тоа е традицијата кон изворот. А ние гледаме уметноста, например, уметноста на палеолозите, врвот ова што рече митрополитот 14-тиот век, значи тоа е еден културен врв на Византија, уметнички, значи у секој поглед. И сега, каде се враќа, каде се изворите на 14-тиот век, уметноста на 10-тиот век? Разбирате, уметноста на македонската династија, погледнете ги миниатурите на атоските овие ракописи, цариградската продукција од тоа време, времето на Василий, од Василий I до Василий II. Неверојатно, а пак тие у 10 век се враќаат напред, назад кон антиката и од таму ги влечат изворите. Значи, враќањето на изворот е суштината. И ако
тоа се прекине, за жал мислам за среќа у православието, тоа не се има случајно. И додека тоа трае, ние секојаш ќе бидеме на правиот пат, врзани со традицијата и од традицијата се извира. Тоа што оние барат од естетиката, или, например, ние како истражувачи 16-тиот век, знаете, тоа е последен век на она што традицијата средновековна византијска оживува на овие простори, најмногу на тлото на Охридската архиепископија, времето на Прохор, например, го спомнавме неколку пати. Таа уметност, ние се наоѓаме некогаш пред голема дилема, ако гледаме некоја икона која е стилски идентична со икона на 14-тиот век. Значи, ние некогаш и знаеме и да погрешиме. Тој старите професори кога сум ги слушал, поготово 50-тите години, кога најмногу се откриваше Охрид и целата уметност на Охридската архиепископија, поготово Охридската збирка на икони, они сами говореа дека ние бевме во огромни дилеми, а тоа и ние сме го доживеале кога треба да определиме дали ова 16, дали ова 14 век, бидејќи изворот на 16-тиот век е уметноста на 14-тиот век. И тоа е толку, значи толку тие се суштински работи, да едноставно мислам дека клучниот збор за се ова е традицијата. Тоа е некој владика. Извинете, само ајде, пошто претходно веќе беше да. Сакам да прашам, знаејќи дека литургијата се потребува на евангелски настави на Христовиот на Христовиот живот, враќањето до распетието, воскресението. Каков одговор дава православната теологија за занимањето на хронолошкото време? Дали би можела памната физика да понуди некакви технологии за ово искуство? Мајќи предвид дека исто така дека и самата Евхаристија е ескатолошки предвкус на вечноста, дали би можеле да речеме дека време на литургијата се сели на вечноста или вечноста станува сегашност? Благодарам многу во прашањето што и мене ме заинтригирало. Дали ние традиционално, што спомна професорот, само се навраќаме на минатото или твориме нешто ново? Мислам дека многу важно, ево повторно ќе се вратам на квантната физика, ние нема враќање во минатото, ние од минатото учиме, ама да се вратиме таму, не познавам некој се вратил. А во иднината ја правиме сегашност. А тоа значи дека ние можеме да твориме иднина во суштина и затоа верата на христијанинот во што е? Во идното царство. Не е то верувам да ми биде лесно во животот или не знам да немам болест или на семејството да му биде полесно. Не, туку за да имам живот вечен. Ако нема претходна вера во тоа, односно потреба, не вера, потреба да има човек, си ја сгрешил верата. Верата е наша конкретна во идното царство. Тоа што е најважно во символот на верата, верувам во едниот Бог, Отец, добро и сето тоа, ама верувам во идното царство. А идното царство, така го нарекуваме иконично или како, тоа е устројството на вечноста, која е многу повеќе од милиарди години. Значи, ништо не се милиардите спрема вечноста. Затоа е што спомена и професорот Цветковски. Традицијата наша, односно преданието е, кој ќе да не велам латински збор традиција, преданието наше е во суштина на живописот во изобразени ликови. Не е, кај сте биделе, да речеме 14 век, го земаме за репер.
Нема како некој што вели ја правеле соборната црква и го гледал, не знам, водачот на политичката партија и така го правил Исус Христос или не знам некој друг. Значи, зато го имаме тој вид на иконографија, кој во суштина е како донесен од идниот век. Пресвета Богородица, земете, там не била таква, како што ја живописаме сега, ама некој ја донесол од идниот век, рекол оваква е Пресвета Богородица во вечноста. Нема да биде, за да се разликува од тие, ако е како што сум сега јас, да кажеме, или вие, или тогаш ќе биде светот како на Джото или на Микеланджело или не знам, реален, многу реален, а со тоа и во суштина ќе се занемари аспектот на вечноста. Вечноста да се разликува, ќе биде поинаква од сегашноста. А ако сакаме сегашноста, односно вечноста да ја представиме како сегашноста, со ликови на сегашноста, тогаш ќе погрешиме. Зато се просветлени ликовите или поинакви, ајде да не речам просветлен, колку успеал да ги просветли, ама поинакви се ликовите на животописците, што ги правеле на светителите, откако се осветиле и просветиле. Додека се обични луѓе, да речеме, можете дури да правите разликата. Некои од ктиторите, кои не се светители, се со многу поблиски карактеристики на луѓето кои живеат во сегашноста. Затоа што не се светители, ама светителот го носиме од другиот век. Како да го носиме ликот, тоа е просветленоста на животописецот. Тој го носи од другиот век, го носи во сегашниот век ликот. Ова е текст, да. Јас имам едно прашање од архитектонски аспект. Со оглед на идеологијата во контекст на своето време, јас би сакала да знам каков став имате за просторот кој го создава готиката и како еден сакрален архитектонски простор кој, јас сум добила впечаток дека го интересира повеќе естетиката отколку потребите кои се основни за одвивање на литургија. Дали готиката избегала од основните потреби за одвивање на литургија? Дали логиката избегала од естетиката? Готиката. Знаете како, многу е тешко, кој не сум стручен да направам толкова споредба, меѓутоа, не треба до крај да ги дезавуираме работите што се случувале на Запад. Ние како често пати имаме како желба дури да ги потценуваме. Готиката е совршена форма за формата што ја прикажува. А тоа е друго сега прашање, дали треба таква совршена форма? Дали е земна таа форма или ова што го зборуваме од небесата ги донесле? И ќе одговори веднаш, зашто православната црква не употребува кипови. Не употребува токму затоа што тие се израз на реалноста. А ние не живееме само овој реален живот. Или сакаме да живееме во вечноста. Се што ќе влезе во вечноста има други карактеристики од тие што ги имаме ние. Токму затоа и готиката има други карактеристики, иначе естетски
мислам дека е многу добра. Ама не е само естетиката, да гледа човек естетиката сега во 21. век за поразлични вкусови. За некој не е добра, за некој е добра готиката. Тоа се различни вкусови. Ја одавна излегла тоа поговорка за вкусовите не разговараме и секој има различен вкус и не можеме што да кажеме ова е поубаво за мене, не може да е поубаво за другиот не е. Кој беше што? Тоа е. Само што прашањето не е моје, него е на прашањето е литургијата е центар на нашето време, на нашето живот. Каде ги Гласно. Знаете како, токму тоа му треба многу покомплексно, многу широко познавање на тоа. Значи, прашањето основно е дали постои време. Дали можеш, водата ја фаќам. А кој може да го фати времето? Да речи, ова е време, листот го фаќам. Ова е листот. А времето кај да го фатам? Што да фатам и како да ви го покажам? Цело прашање е тоа да го разбере човек дали е сега. Второто е дали постои тогаш ако не можам да го фатам. Значи нема на допир не е. Ама ќе рече некој, ама и чувствата не можеш да ги фатиш. Да, ама ги чувствува човек. Ги фаќа барем еден, тој што ги чувствува. А вака кој тој што зборува за времето и вие што барате одговори, ај фатете го и кажете ми или почувствувајте го времето. Значи не можете, тоа е големото прашање дали постои во тој смисол. Ајнштајн на некој начин вели дека не постои, затоа што нема простора време, туку времето го создава, односно гравитацијата го создава времето. Таму кај што нема гравитација, безгравитационен простор, нема ни време. Зато може, по тој мисловен експеримент, не е, ама тој е точен, без разлика што е мисловен, двајца близнаци, еден кој ќе остане на земјата, а друг ќе патува со ракета со брзина на светлината, овој што патува со брзина на светлината да е помлад 10 години, да речеме, од неговиот близнак, брат, кој останал на земјата и 10 години на земјата поминале, а за овој во просторот кај што нема гравитација не поминале 10 години. Тоа е по однос на времето. Значи, зато тоа го решава толку. Гледате, требаше 21 век квантната физика да стигне и да ни каже на сите, нема време. Затоа што ако една честица овде и илјадници светлосни години нејзината против честица се наоѓа, тие се во различни спинови. Ова не ви го кажувам теоретски или како предпоставка. Ова во суштина се најдлабоките вистини за светот во кој што постоиме. Само што важат за најситните честици. Нема експерименти за крупните. А ние сме составени од тие најситни честици. Сега, колку важат за нас кои ќе се прегрупираме, а прегрупирани сме, не сме една честица, во нас не постои милиарди честици. Тие милиарди честици во суштина прават друг начин на постоење. Тој затоа и претходно нагласи, за тој начин важат Њутоновите закони. Ама за честица една да одвоиш од моите атоми, важат законите на квантната физика.
Сега, како да се направи баланс меѓу едното и другото, науката ќе решава можеби куде и колку време. Владика, јас би само надополнил квантната физика, многу пати денеска ја споменавме, ова препорака до идните теолози, богослови. Да го земат Михаил Псел, да го прочитаат. Има преводи направени на Михаил Псел. Зошто? Времето на втората половина на 11 век, времето на учените филозофи Михаило Итало, Псел, школата, значи, на која прифаќа и нашиот Теофилак, припаѓа. Значи, уште тогаш кога почнале да се прашањето на времето, што ние сега го дискутираме, го наоѓале у изворите на античките математичари и физичари. Значи, физиката секогаш е присутна у Византија, но имало периоди, поготово овој период, кога веќе тоа станувало став на една школа, тоа била доктрина на таа Магнаурската школа на филозофија. Јован Итал е ипат на филозофите, значи нешто што е меѓу најучените византинци на своето време. Враќањето на антиката и филозофијата и физиката, која у антиката достигнала одредено ниво, ќе донесе до многу сложени проблеми кои учените византинци ги префрлат на полето на христологијата и ќе го врзат со христолошките проблеми на Христовото битие, на природата Христова. Затоа препорачувам, земете ги тие дела. И на крај само да ви кажам една работа. Еве ктиторот на Велјуса, нели, Мануил, струмички епископ од 1085 година. Тој ќе биде директно вклучен во овие расправи. Тоа се, да кажам, како мини собори на кои што ќе председава византискиот цар у тоа време Алекси Комнин и Византи, односно Цариградскиот патриарх. Од импресиите на ова учењето на на Јован Итал и на Михаил Псел, составувајќи го типикот на манастирот Велјуса, таков еден прекрасен коментар ќе даде во 8-та или 9-та глава на неговиот типик. Значи, што говорам пак ова што рече, не традицијата, окей, ќе се префрлиме на преданието. Нашата црква, Охридска архиепископија, знаете како, и преданието на Цариградската црква, само тука да се вратите, сите одговори ќе ги добиете. Проблемот е у ширината на образованието што се нуди на еден млад теолог. Знаете, вратете се, прочитајте ги тие и многу работи сега што ги говореше митрополитот, ние што ги говориме, ги обседнувале византинците секогаш, знаете, а поготово тие учените луѓе кои биле навистина учени, безпрекорни филозофии, се занимавале со математика, физиката секогаш била присутна. Знаете како? И многу интересно, еве пример, кажувам, врската на еден физичар и таа линија до кога преминува еден прекрасен филозоф. Например, нашиот академик Коцарев, извонреден физичар, ама кога ќе ги читате неговите текстови, ќе кажете, овој врвен филозоф, гледате како тој ги поврзува сега работите. Знаете, физиката отвора многу сложени прашања кои црквата некогаш ги третирала. Нели, се разбира у времето кога тоа било важно. Сега времето е сосема изменето од времето на Псел, на Итал, не знам, на нашиот Теофилак, али суштествени одговори некои остануваат, а тоа се овие што ние после 10 века после нив денеска ги дискутираме. Така да, овој, ако нема повеќе прашања или пак некој нешто да каже, јас само да искажам благодарност да нашиот митрополит Јован, што еве со оваа тема и денешна негова вечерна презентација успеа некако не само да ни го привлече вниманието, него да не поттикне да размислуваме за овие некои суштински прашања за црквата, за црквениот живот, за современото богословие, но и за она се што е традиција, односно предание. Благодарам уште еднаш на сите и